Лека ноќ, вие сте на точно место и на точно време. Јована, можеш да почнеш со фразите кои што ги користиме во секоја епизода. Лека ноќ, Петар, и благодарам. Одиме чекор зад сите. Последни дознаваме, да не должиме многу, токму така. Што е тука е и слични потрошени фрази. Денеска ексклузивен гостин во нашето студио е господинот Љупчо Георгиевски. Затоа останете така и во следниот половина час. Одбројуваме. Ексклузивен гостин во вчерашни Љупчо Георгиевски. Вчерашни дознава од колевка па до гроба 2, нов проект на нашата партија. Кои фрази мора да ги знаете кога патувате во странство? Не време во тиквешијата, Симе Временски ексклузивно на терен. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Ево, сезонава дојде, време е да се мисли на одмор каде се ој. Шо мислиш ти, нас одмор не ни треби? Абе, на кого не му треби тоа одмор, маре? Ево, јас се спремам годинава, море ќе фаштам. Јајцата не се солени. Ке ги осолјам в море годинава. Осоли се и ти во чистите медитерански води на Крит. Директни чартери од Скопје по неповторливи цени, единствено со Асатур. Батка, да видиш каква правосмукалка сум земал, бе. Абе, зашто јолкав папучар? Кој бе папучар? Гледај сега. Сам ги чисти сите видови подови. Има сензори да не паѓа од скали, си го програмираш кога да чисти и на крај сам се враќа од кај што почнал. Аеробот Румба, сама чисти. Големо невреме во тиквешијата. Град со големина на грозје го погоди овој земјоделски крај, нанесувајќи големи штети на родот. На линк го имаме Симе Временски. Симе, дали се слушаме? Симе? Се извинуваме, очигледно имаме проблеми со линкот. Ке се вклучиме повторно подоцна. Петар, што имаме следно од вчера? Медицински експерти предупредуваат на состојбата на опозицијата која после 10 годишната коматозна состојба конечно се влошува. И покрај најсовремените медицински помагала кои се донација од странство, состојбата воопшто не изгледа розово. Помина една деценија како опозицијата е во кома, а тоа влија и на нејзините најблиски. Очигледно влошено е здравјето на нејзините најблиски соработници кои се видно ослабени. Добар ден. Видете вака, општата психофизичка состојба на пациентот, медицински ние ја објаснуваме со терминот падни стани. Знаете, организмот понекогаш се бори со себе, покажува знаци на будење, ама после хибернира. Имаме тука ни една прецизна анамнеза, да кажам, диагностика. Се обидовме да го реанимираме пациентот со шок бомби, шок терапија, инфузија домашна, странска, повеќе странски, квалитетни инфузии користевме. Топлото време, видите, ќе го искористиме да го извадиме на сонце. Е добро, има витамин Д, да му се зајакнат малце коските. Прошетки, стандардна рута од СЈО, према собрание, преку площад, па може и по желба на пациентот, доколку се чувствува спремен и пред влада, па окей, тоа би било тоа. Фала многу.
Полицијата деновиве приведе поголема група демонстранти од шарената револуција. Двајца од нив по неколку часа беа пуштени, но заработија со одветни прекршочни пријави. Неносење на лични карти, бојадисвањето на Министерството за правда, како и нарушувањето на јавната чистота се причините заради кои активистите поминаа неколку часа во станица. Заради пресумпција на невиност, приведените ќе ги именуваме по нивните иницијали. Прво приведената, Д.А., живеј на адреса Јозеф Сталин со број 123/2. Излегва во кафулињата низ Скопската чаршија. На фризер оди кај Жане, секој вторник во 18 часот, а често се вози со автобусот 22, преферира приватен. Лицето Н.Е. живеј со неговите на 4-ти спрат, во зградата до првиот улаз во Радишани, инаку улица Иди Амин Дада, број 12. Студент е на правниот факултет, каде сесијава ужива во универзитетската автономија. Сака животни, па со неговото куче Р од расата џуџе шнауцер за викенд се шета низ парко. МВР апелира вознемирени граѓани да не одат во добронамерна посета на горе приведените. Преродбата не запира. Од колевка па до гроба најубаво е партиско доба. За таа цел партијата отвори локален штаб во Штипското породилиште, каде иднината на оваа земја ќе може да ги направи своите први чекори во подоброто утре. Ова, како што нагласија од партијата, е само преоден чекор, затоа што тие во иднина планираат да отворат породилишта во сите штабови. Да видиме како течеше отворањето на овој импозантен штаб, кој е 7ми јубилеен поред. На линк го имаме нашиот репортер. Да, студио? Се слушаме? Добар ден на сите, добар ден браќа и сестри. Моментално се наоѓаме во Штипското породилиште, каде што е отворен јубилејниот 7ми штаб во породилиште. И сега имаме можност да разговараме со еден тазе татко, кој што ќе ни каже нешто повеќе. Какво е чувството да се биде татко? Необјаснимо. На вашите гледачи валјда им е јасно дека чувството да се биде татко е најбоље, ама да се чува во една рака книжка, во друга рака... Ништо не тие. И во друга рака да имаш книжкава, е, не знам, непроценливо. Не знам како не им текна порано, дека не треба да чекаш 18 години за да се изјасниш како прав македонец. Овој штаб со свечено сечење на папочна врвца го отвори лидерот кој во својот 7-часовен говор покрај другото објасни и дека во породилните штабови до сега 100% од новороденчињата земаат партиска книжка. Инаку лидерот додаде дека со ваква младина тој повеќе нема зошто да се грижи за својата иднина. Инаку она што е куриозитет е дека во овие штабови ќе бидат зачленети сите новороденчиња кои што ќе го преживеат македонското здравство. Се разбира, нашата влада не се грижи само за најмладите, туку се грижи за нив и кога ќе созреат. Затоа отвори и паралелен универзум Дамјан Груев, од кој јавноста очекува чуда, како на пример Илија Димовски да дипломира или Силвана Бонева да магистрира. Да видиме какви се смерови ќе се изучуваат на овој универзитет кој треба да е конкуренција на УКИМ. Конечно се оствари сонот на многу генерации. Конечно вечните студенти ќе имаат каде да го остварат својот сон да добијат диплома и образование по свој вкус. Многу ме прашуваат зашто правиме паралелен универзитет. Мислам, зашто парите не сме ги инвестирале во веќе постоечкиот, зашто има потреба од два државни кои што ќе си прават конкуренција. Па видите, универзитетот Кирил и Методи е монопол. Ние отвараме сега уште еден државен на кој што студентите ќе можат да си одберат кај сакаат да студираат. Кој сака нека полага кај Фрчковски, ако не, нека полагаат кај Каракабишева или кај некој друг професор. Меѓутоа, знаете, овој паралелизам не го започнавме ние. Евте, веќе имаме паралелни институции како што е специјалното јавно обвинителство. Овдека на медицинскиот факултет, од оваа страна, тука освен стандардните предмети као што се акупунктура, ќе има и предмети, овамо ќе биде, тоа ќе биде мачкање со ракија као цел за исцелување на пациентот. После вамо до него ќе има еден предмет кај што се вика ништо не ти од стрестие. Иначе школата за воздухопловство прерасна у воздухопловна академија, таа ќе биде тамо со хелиодром, пошто вие знаете дека ние имаме 2 хеликоптера и доколку оваа поделеност меѓу граѓаните ескалира во граѓанска војна,
тие хеликоптери ќе може адекватно да се поделат еден обучен пилот на едната страна, еден од друг, па кој ќе се бомбардираат да биде тоа ферски. На правниот факултет Сваровски, именуван по познатиот правник кој никогаш не загубил спор, ќе се изучува правда која ќе треба судниците да ги замени со избори или дебати. За декан се шпекулира дека е избран Владимир Ѓорчев, кој има стаж од повеќе децении како студент на право. Истовремено со кадровските прашања течат и подготовките за архитектонското решение на универзитетот. Оваа фантазмогорична креација што ја гледате пред вас е новиот универзитет Дамјан Груев. Овој универзитет се состои од влез, административна зграда и зградите кај што учениците живеат и се образуваат. Значи, самиот влез е направен во вид на лавиринт, како што може да видите, преку кој ние ги заробуваме студентите во образовниот систем. Подоцна тие влегуваат во административната зграда, каде се проверуваат нели кој членува во која партија, каде живее, за кој гласал и така натаму. Образованието почнува во првата година на првиот спрат, подоцна нели втората година на вториот спрат, се така додека не дојдат до 150-тиот спрат. Како што напоменавме на самиот почеток, видовте дека има влез, но нема излез. Ние се погриживме тоа да биде еден нов, футуристички, софистициран излез и затоа го изработивме од високо квалитетен мермер, а тоа е новиот хелиодром. Преку кој учениците од кога ќе завршат на 150-тиот спрат добиваат партиска книжка, диплома и све што следи, и со хеликоптер, значи се прелетува за да се разгледа целиот универзитет, се лета на неколку локации и подоцна студентите се носат до нивната абсолвентска журка. На самата абсолвентска журка тие си поминуваат нели забавно и подоцна преку другиот помал хелиодром, повторно се земаат со хеликоптер, се носат, се бара новото административно место и со специјална сајла тие се спуштаат на своите нови работни места во нивните фотели. Од тука, нели, во зависност од годините, тие подоцна ротираат од тие работни места на повисоки, на пониски, сето тоа како што напоменав, зависи од ова зграда што се наоѓа на почетокот, тука се одлучува кој каде ќе членува, во која партија, каде ќе работи и така натаму. Од септември новиот универзитет ќе ги отвори вратите за сите партиски кадри и симпатизери, а во меѓувреме следат и други чекори. Ние ќе продолжиме и со паралел утре ќе да правиме паралел до Министерство за внатрешни работи, паралел до Министерство за транспорт, паралел да влада и така натаму, па после ќе има и паралелни затвори, паралелен да си има старачки дом и на крај паралелни гробишта, со што целиот проект вака ќе добие една целина и смисла. До медиумите пристигна соопштение од Сојузот на историчари на Република Македонија во кое тие искажуваат својата загриженост за текот на настаните. Истото го пренесуваме интегрално. Ја изразуваме својата загриженост за новоотворениот универзитет Дамјан Груев. Со ваквото именување се вклучува црвеното светло во нашата организација. Остануваат уште малку историски личности по кои можеме нешто да именуваме, а да не се повторуваат. Се надеваме дека во иднина ќе дојде до поекономични решенија, например разделување на имињата, односно предлагаме да се преименува Универзитетот Свети Кирил, а актуелниот универзитет да остане Свети Методи, со што би дошло до рационализација. Како што можевте да видите од предходните прилози, на земјата полека почнува да постои и паралелен живот, но тоа не е се. Од сега паралелен живот има и под земјата. Низ градовите отворени се гробишта кои ги носат имињата на истакнати дејци од македонската историја, а во нив се влегува само со партиска книжка. Нашата Езерка поразговара со еден од жителите на овие гробишта. Добар ден. Предлагам да го започнеме разговорот веднаш. Која е поентата на овие гробишта? Како нормалниот живот моравме да живееме со македонци што се одродени, барем тука у вечниот живот да се живееме со наши човеци, со вистински патриоти. Како е задгробниот живот? Добар е. Формираваме штабови, кај има гласање доаѓаат со возило, носат на гласање, сабота и недела збираме се тука, плашеме ги комуњарите. Убаво сме организирани, реформите си врват. Што им предлагате на живите? Да ни ја чувате Македонија. Да ја чувате Македонија и ние даваме голема поддршка на вие што е Универзитетот Дамјан Груев. Ама и вие децата што се од градинките треба да се згрежат. На шо личи тоа? Од породилиште на факултет. Ве ти знаеш ли тоа колкав период е тука
кај што има време хулигани да ги застранат. Тука треба идеолошки да се влијае. Знаеш како вика, тоа е карактерот на детето се формира до 7-та година. Сликовито да се изразнат, тоа ти е како една празна табла во тие период. И сега, ако не превземеш мерки, може некои хулигани да дојдат и на таа празна табла да напишат со толкаи букви Сорос. И што правиме? Што значи тоа? Што значи тоа? Треба, после ние се знаеме што мака имаме. Абе се знае тоа. Породилиште штаб, јасли штаб, градинка штаб, средна школа штаб, на факултет штаб, штаб вамо, штаб тамо 20 години, кај ќе се штабат тие после, нема идеолошка, он штабене. Тај му е, партијата му е удушта и това е това, нема што тука. Тоа се све наши човеци, заради тоа што вака, јас знам што проблеми ни прават. У тај тука, што им напишале Сорос, тука не може да се справиме со нив. Идат тука, ни ги фарбат облаците шарени. Ви доле мислите виножито се радувате. Това се хулигани, ни ги фарбат облаците, треба да имаме да ги чистаме сега. Ви благодариме за одвоеното време. Ние се враќаме во студио. Вчерашни новости е отворена и транспарентна емисија во која секогаш сме подготвени за различни ставови. Емисија во која секој може да го каже своето мислење. Затоа, како што најавивме погоре, наш вчерашен гостин е поранешниот премиер господинот Љупчо Ѓорѓиевски. Господин Ѓорѓиевски, добро дојдовте во нашата ценета емисија. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Ние сме овде вистински домакини во домакинска куќа, ќе се напиете ли нешто? Па, на оваа жештина добро ќе ми дојде едно кафе и една чаша вода. Дечко, ако може са гостинот едно кафе и една вода, ви благодарам. А додека нашиот гостин се прилагоди на атмосферата во студиото, ние продолжуваме со вчерашни. Следи пресконференција на човекот на кого не му треба никаква најава. Почитувани, на днешната пресконференција Народно движење за Македонија ја најавува иницијативата за распишување на референдум за консултирање на народот за членство на Македонија во Европската унија. Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните дава можност за претходно консултирање на народот за прашања од пошироко значење за републиката преку распишување на така наречен консултативен референдум на државно ниво. Иднината на земјата не смее да биде прашање само за тесните политички елити. Народот мора да биде сигурен дека иднината на земјата зависи од неговата волја. Затоа, резултатот од референдумот мора да го видиме и тој мора да се почитува оти тоа е волјата на народот. Со еден збор, Македонија мора да добие шанса да се изјасни за членство во Европската унија. Ви благодарам. Искористете ги одличните услови за стекнување собствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Јајцата не се солени. Ке ги осолјам в море годинава. Осоли се и ти во чистите медитерански води на Крит. Директни чартери од Скопје по неповторливи цени, единствено со Асатур. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, чунга лунга. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во Супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3 115 826 или на веб savana.mk. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово, од срцето на Шарпланина.
Ивана, кажи ми дали се одлучи каде ќе го поминеш летото? Да, колега. Најверојатно со најблиските на некоја од грчките плажи. Одлично, тогаш сигурно и тебе, како и на нашите гледачи, се надевам ќе им се допадне следниот прилог за тоа кои се најзначајните фрази кои треба да ги знаете пред да се одлучите за вашата летна дестинација. Да го погледнеме заедно. Добар дан и добродошли у забрзаном курсом по српском језиком, али овај пут и неке друге стране језике. Јас сам ваш професор Србољуб и данас ćemo да учимо како да се сналазите у другим земјама и како да бидете болje прихвачени тамо. Првој земја о која ćemo да причамо е Македонија. Када идете у Македонија, врло е битно да употребите следеќој фрази. Никој ништо не ти може, Никола, Никола, Никола. Битно е да Никола морате да споменете 3 пута. Тоа е исто као да вам роđак доđe на гостију и ви се са нима 3 пута баците. Никола, Никола, Никола. Од Македонија идемо мало јужније. Тој е Грчкој. Од Грчкој се селимо у друго земје, мало побашке, а тој е Бугарској. Када одете у Бугарској, врло е битно да употребите следну фразу. Черноморе не е хубаво. Кад они чују да ви тако добро причате бугарским језицима, они ќе вас сматрати као нивни роđаци и сигурно када одете даче вам и бугарски пасош. Од Бугарској се селимо у следеќој земји која е у последно времену врло ближа до македонска земја, особито да не е член од Европске унија. Да, погаđивате. Тој е Енглеска. Када одете у Енглеској, врло е битно да употребите следеќој фрази. I'm glad you're not a part of the European Union anymore. Они ќе бити врло изненаđeni да ви знате ниховог политичког определба, особено на старим енглезима. И сигурно ќе вам дати чипс са фишом када одете у пабом. Тоа е све што имамо за овога часа по српским језиком и некои други страним језицима. Хвала на пажњу и довиđenja. Од Регулаторната комисија за енергетика известија дека од вчера цените на електричната енергија за домакинствата ќе се намалат за цели 0,25%. Браво! А како што веќе сите знаете, наш гостин во студиото е Љупчо Ѓорѓиевски. Господине Ѓорѓиевски, дали е се во ред? Да, се е во ред, одлично се чувствувам. Да не сакате уште нешто? Па, се извинам, шифрата ако може за Wi-Fi-то? Народе македонски. Заедно? Не, поделено. Добро, благодарам. Ние продолжуваме со вчерашни. Останете така. По скандалот која растресе македонската хаику сцена, која се уште трпи сеизмички и тектонски промени, уште еден културен скандал од Кучевишка бара. Овој пат жителите излегоа на протест за, како што велат, разнебитувањето на кучевишката културна сцена. Откако локалната самоуправа реши да организира грнчарска колонија во Кучевиште, локалните жители излегоа на протест на улиците и се заканија со граѓанска непослушност и блокирање на населеното место. Грнчарска колонија, какви матери не се тоа, бе. Грнчарска колонија. Раз ни треба фест некој овдека. Пиво фест, вино фест, нешто со фест да е. Не овие глупости, ние што сме овдека? Грнчиња, пепелјари ќе правиме. Аца Лукас, бе, Цеца да рика овдека, бе, луѓе. Култура ни фали нас, ме разбираш? Култура! Е, тоа ни фали нас. Само ја песма е од бола. Да, јас се собликов, се наместив, се дуздизав и треба да одам на грнчарска колонија. Абе, ајде. Каква грнчарска колонија? И ние плаќаме даноци на држава, на општина, на параопштина, на свети општина, за ова, за она, за се. И оп, грнчарска колонија. И јас треба сега по култура да одам до Прилеп. Абе, не оплячкај, абе. Со се партали. Од општината смируваат со тоа што велат дека освен пепелници и стомниња, на грнчарската колонија ќе има и други предмети кои ќе останат во сопственост на општината по завршувањето на колонијата, а најавија и набавка на DVD-а од српските ѕвезди во правец на подобрување на културната клима во местото.
Почитувани гледачи, телефоните во нашето студио постојано звонат со прашања за нашиот гостин, но за жал не можеме да ве вклучиме бидејќи нашите новости се вчерашни. Господине Георгиевски, како е? Морам да кажам дека наистина се чувствам прекрасно во вашето студио, единствено ако може уште една чаша вода. Задоволството е обострано. Дојде и мојот омилен дел. Јована, дали знаеш кој е тој? Секако дека знам, а верувам дека и гледачите веќе ја забележуваат како ти постојано ги користиш советите на Спиро Енергија. Добро вечер, Чеданама. Како што ме поучија мајсторите на фенг шуите од мијачкиот крај, во епизодите кои почнуваат со бројот 11, не треба да има фенг шуи. Така, во ова 11-та епизода и во 111-тата нема да имаме фенг шуи за народот и ќе се надеваме дека народот ќе ја преживее. Дали народот ќе ја преживее другата 11-ка која следува оваа година, останува да видиме, или ќе преживее народот или некој друг. Како и да е, запамтете дека долга е раката на универзумот. А сега повторно ќе се обидеме да стапиме на линк со господинот Временски, кој е во тиквешијата. Симе, дали се слушаме? Слушам кај шумат шумите буките, слушам кај шумат шумите буките, слушам кај шумат шумите, плача за војводата капиданот. Каква е ситуацијата во Кавадаречкиот крај? Вино пијам, ракија, вино пијам, ракија. Мислев на времето. Какво е времето? Времето ќе помине, време за плачење. Време ќе помине, време за плачење. Му благодариме на господинот Симе за овие исцрпни одговори. Господине Георгиевски, на крајот уште едно вообичаено прашање. Дали може би не ве прашавме нешто, а сакавте да одговорите? Па не, мислам дека скоро се исцрпевме. На крајот морам само уште да додадам дека јас навистина во мојата кариера сум бил на многу телевизиски гостувања, на многу дебати, на многу дискусии, ама вакво кафе како вечерва што пиев досега никој ми нема погодено. Ова ни значи нас, а се надевам и на дечкото кој што ти го донесе кафето. Ви благодарам за гостувањето, да. Се надевам дека ќе имаме прилика и повторно да ве поканиме и да ни гостувате во емисијата. Ви благодарам и вам многу. Драги гледачи, полека дојдовме до почетокот на вчерашни, каде наш гостин беше господинот Љупчо Георгиевски. А вие, драги гледачи, останете во добро здравје. Ако пропуштивте дел од гостувањето, гледајте на вечерва во 23:10 или во понеделник и четврток во 16:10. Добар ден! Добар ден и од мене.